На 17 февруари 2018 година има тоа петиција потпишена од 200 интелектуалци против промена на името. Да. Вие сте потпишени нова петиција на 7 место. Добро. Дали тога знаевте дека ова е платформа за номинација на Гордана Силјановска за председателски кандидат? Не, Дали можете да предпоставите? Не ни сонував. Не ни сонувавте? Не ни сонував, бидејќи јас смеав задача да речеме да ги анимирам членовите на Академијата, кои што знаев дека се против промена на името и ќе видите таму проминентни наши академици кои што го дадоа својот подпис на моје барање, на моја молба, јас им придов и така натаму. Тога се ситуација. појавувате во ударен термин на две национални телевизии. Билјана Ванковска, вие и Жидас Даскаловски. На Телма со Снежана Лупевска и не се Јас на Телма не сум била од која дојде на оваа власт на И не се сеќавам со кого бевте во ударен термин на телевизија Алфа. Бев на Алфа со Ванковска и интервјуто го водеше Горан Момировски. Не се сеќавам, тогаш не бев директор на Алфа, значи Да. тоа е 2018 година, Да. но во ударен термин тоа е петок. Да. Значи во петок Да. Жидас Даскаловски се појавува со Снежана Лупевска на Телма, значи вие и Билјана Ванковска се појавувате на Алфа. И ја промовирате оваа идеја. Да се појавите во ударен термин на две различни телевизии, идеолошки различни, е многу битен процес и добро организиран процес. Очигледно бил добро организиран тој процес на собирање 200 потписи и промоција на тој процес. Вела дека од тогаш се работи на проектот Гордана Силјановска. Сега кога го враќам филмот назад, ви верувам апсолутно на констатацијата, но тогаш верувајте дека не бев свесна дека се работи на некаков проект, сметав за сопствена должност и должност на секој слободумен интелектуалец да застане во одбрана на името и голема чест беше што тоа писмо го поддржа и Милан Кундера, ако станува збор за второто видни писмо. личности го поддржа. Знаете, на пример, еве една работа која што не ја знае можеби јавноста. Не стигна да се потпише академик Ристовски, тој беше болен, Блаже Ристовски, јас му придов, му напишав еден мејл, тој прифати, но за жал доцна веќе беше испратено писмото. Има многу трогателни писма од него добиени дека е страшно несреќен, дека не може да ги затвори очите, дека ова се случува со Македонија и дека му е тешко, поготово што се случува во собрание со Керкам. Грчева, луѓето кои се појавуваат како фронтмени на таа петиција и на тие 200 собрани потписи постае се стожерот на штабот на Гордана Силјановска. Така е, И така Ванковска испадна. и Жидас Даскаловски. Јас на 22 февруари, значи 5 дена после тоа, го пишувам статусот кај што велам во моментот на теренот се американската удба, руската удба, британската удба и германската удба. Српската удба никош и нема заминот од Македонија. Токму анализирајќи го појавувањето ваше на две клучни телевизии. Вие велите дека не сте биле свесни, јас ви верувам дека не сте биле Јас свесни. на една телевизија на Алфа само се Се појавите на Алфа, но Жидас Даскаловски се појави на Телма Телма. нема викнато 3 години. Но тоа беше сериозен проект. Дури вела дека една од кандидатките на председателските избори една година претходно почнува да учи ораторство на правен факултет, за да може да учествува во таа трка за председателските избори. Апсолутно не сум била свесна, како што не верувам дека и 99% од овие луѓе тука потпишани биле свесни дека одработуваат за некаков проект. Како сте организирани во проектот Бојкотирам, бидејќи после овие потписи на 200 интелектуалци се влегува во процес на Бојкотирам? Како сте организирани? Се ако слушаме, нели? Се ако слушаме кој све бил фронтмен на Бојкотирам, испаѓа дека ние сме следеле различни процеси на Бојкотирам. Да, многу чудно. Знаете, тогаш инсистиравме на тоа дека сме ние хоризонтална организација, без врвови, без Што тоа значи? хиерархија. Што тоа значи? Тоа значи дека не може Глас за Македонија да биде фронтмен еден, па сите да го следат, туку секој одработува некој дел од публиката. Каде ви беше штабот? Имавте штаб? Имавме штаб, имавме некаде на почетокот на Ново Лисиче, една просторија каде што се собиравме. Речици секоја вечер, работевме многу, изработивме многу трибини, спотови, ние конкретни спотови професионални направивме, јас како што знаете не се симнував одговорница во протестирање. Колку пари се потрошија во тој процес Бојкотирам? Не можам да кажам за другите колку потрошиле, но ќе ви кажам дека Глас за Македонија потроши околу 30-40 илјади евра. Само Глас за Македонија. Многу пари од диаспората дојдоа.
Да, Многу донации, многу спонзорства, токму околу тој процес на бойкотирам. Тоа оде и како ситни пари, по 2000 евра, да речем, една трибина да се направи, 1000 евра за знамиња да се ставдат и така. Од овие видни патриоти сега, кој учествуваше во тие процеси на бойкотирам? Еве, точно ќе ви кажам кој учествуваше. Значи, дали тие луѓе јас се согласувам во се со нив или не, јас реков и инсистирав на тоа, ние мораме да бидеме заедно сега во овој фронт, без разлика на нашите идеолошки разлики. Се согласуваме дека ова мора да пропадне овој референдум. Бевме Глас за Македонија многу интензивно вклучен, беше Љупчо Палевски со Трета многу интензивно вклучен, беше Тодор Петров од Светски македонски конгрес, беше Филип Петровски, не можеме да ја таа улога миноризираме, беше и Бачев на свој начин, после направи блокирам, бидејќи имаше на некој начин раскол со бойкотирам, меѓутоа седно и тие беа на фронтот. Беше Гордана Селјановска? Не, тоа беа симпатизери, да речам, од страна странични играчи. На некој ваши... Никогаш не сакаат да зборуваат пред граѓаните да им се обрати. Гордана Селјановска? Не, нити Апасиев им се обрати, нити Гордана Селјановска, не. Присуствуваше Апасиев на некоја ваша средба? Апасиев на 2-3 средби присуствуваше, дури не натера оно обраќање кон македонскиот народ да го промениме, да не биде македонски народ, туку граѓани, бидејќи тие имали албанци во својата партија, ние тоа го направивме, го сменивме, потоа бевме пишман, бидејќи тој одби во последен момент да настапи на протестот и да одби да зборува. На протест. Одби да зборува. Значи, ни Селјановска, ни Апасиев. Не зборува, не. За Ванковска не сеќам говореше? Ванковски еднаш говореше. Ванковска на еден од протестите говореше. Имавте комуникација? Овие беа главните играчи, имавме здруженија, се разбира, Преродба, на Ана Бобинкова, Аманет, на Дејан од Битола и така натаму, имавме, значи, подршка од разни граѓански организации. организации. Имавте комуникација со ВМРО-ДПМН во тој период кога се реализира таа операција бойкотирам? Еднаш се имаше само за да ги замолиме да поддржат протест финансиски, бидејќи ние бевме тотално исцрпени, не можевме веќе да ги продолжиме активностите и бевме одбиени финансиски да не поддржат. ВМРО не ја поддржа? Не. Има една средба. Тодор Петров ги плати тогаш и автобуси и све што Тодор требаше. Петров? Да. Како Светски македонски конгрес? Да, како Светски македонски. Има една средба со Игор Јанушев. Да. Во зградата на ВМРО-ДПМН. Таа е таа средба кај што барате пари? Таа е таа средба. Значи ВМРО-ДПМН одбива да ве... Во неколку наврати се молени да излезат од собрание, да не поддржат, да влезат активно во бојкот, меѓутоа тоа не го направи. Значи двете дами... Рекоа дека тие се државотворна партија и дека не можат да се однесуваат така неодговорно како што ние се однесуваме. Значи двете дами во пиџами, како што Гордана Јанкуловска во една од тие бомби што бе објавени кажуваше, не се појавија. Или нема клучна роља во бойкотирам? Еве ви кажувам, значи, секој одработуваше за нешто. Професорката Ванковска беше главна во собирањето подписи за овие 200 интелектуалци, тоа не може да и се одрече, тоа беше денонотна работа. Прво подпишана, таа е прво подпишана, да. Апсолутно. Меѓутоа, овие ликови, кои што ви кажам, одбија да настапат пред луѓето. Што? Имаше мноштво анализи, информации дека зад бойкотирам стои Никола Груевски. Можеме ли да го поделиме движењето бойкотирам на два дела? Едниот дел кој навистина вие го водите и зад кој навистина вие стоите, финансирате, не вие, него таа групација која ја спомнавте, а дека зад еден друг дел можеби навистина стои Никола Груевски. И ние гледаме како тој друг дел зад кој можеби стои Никола Груевски сега се приклучува и се враќа назад кон ВМРО-ДПМН. Дали од сегашна временска дистанца можеме да кажеме дека бойкотирам не е унисоно движење, туку е движење составено најмалку од два дела. Едниот дел кој го контролира, можеби го финансирал Никола Груевски, а вториот дел кој го контролирате вие као групација кој имате штаб, велите тука Новолисич и така натаму и така натаму. Знаете, и од тој штаб од Новолисиче, после председателските избори, луѓето се дистанцираа, еве и од нашата партија, бидејќи не ја поддржавме Селјановска. Отпосле настана раскол. Натре во бойкотирам. Многу невкусно, јас реков никаде нема да зборувам против луѓето што во еден историски момент се нашле на иста страна и невкусно е да ги коментирам, но на вистина
не е во ред кога читате и кога слушате на разни дебатни емисии дека бойкотирам, го извеле, да речеме, група твитерџии. Тие помага апсолутно со медиумска кампања, меѓутоа не е тоа така. Гледаме некоја листа на Не е тоа луѓе, така. некоја листа на Таа луѓе листа на луѓе нема врска со бојкот. Тие беа фигури кои што на секој пети протест ќе се евентуално појавеа таму, нити се пеналеат да зборуваат, нити ги чувствуваат последиците на власта, да речам, по нив. Сега всушност нити беа во некаква загроза, тие беа луѓе во сенка. Некој сака да ја капитализира енергијата. Прво ја уништи енергијата на бойкотирам. Со председателските избори падна енергијата на бойкотирам. Се уништи енергијата, се раздвоја луѓето за Гордана и против Гордана. Се раздвоја. Многумина кои беа со вас ви замерија дека не ја поддржавте Гордана. Да, апсолутно ми замери и се трнаа од штабот. Делот Но јас тие ги гледам како луѓе кои што со намера биле влезени внатре да не приклонат кон ВМРО-ДПМНЕ. Дури македонскиот манифест не гледаше благонаклона на тоа ваше неподржување на кандидатурата на Гордана. Не дури, туку пред се. Пазете, тоа се луѓе кои што дадоа поддршка, некој од нив 3-4 поединци дадоа во формирањето на глас своји потписи, за што сум им благодарна, ептер. Меѓутоа, факт е дека си го погазија зборот. Целиот муабет наш таму беше, ние сме предадени и од едни и од други, за да потоа се приклонат. Ајде не речеме директно на ВМРО-ДПМНЕ, меѓутоа на овие сателитски партии кои што до прва мисли ВМРО да ги легализира.